Добар ден, ученици! Јас сум Слободан Станојковски, оделенски наставник во подрачното основно училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковци. На денешната ја училница ќе имаме час по македонски јазик за второ оделение. Наставната содржина за денешниот час е интерпретација на текст Верче и јаготки. Цели на часот: да ја разберете содржината на текстот, да ги воочите ликовите и нивните позитивни и негативни карактеристики, да извлечете порака од текстот. За денешниот час ќе ви биде потребен следниот материјал: тетрадка, се разбира по македонски јазик, прибор за пишување, моливчето и гумичката и учебникот. Но пред да започнеме со текстот, ќе играме една мала игра. Да видиме што гледаме на сликите. Најпрви една по една, да видиме што гледаме на првава слика. Гледаме зелена ливада исполнета со шарени цвеќиња и рацветано дрво. Дали знаете кога цветаат дрвјата? Во пролет? Така е, значи во пролет. Првава слика може да ја повржеме со годишното време пролет. Да видиме што гледаме на вторава слика. Гледаме бистра езерска вода и кога одите на одмор? Лето. Значи оваа слика може да ја повржеме со годишното време лето. Да видиме што гледаме на третата слика. Гледаме жолти листови кај дрвјата, кои половина или голем дел паднале на земја. Кога паѓаат листовите? На есен. Браво! Еве уште едно годишно време, есен. И на последната слика гледаме бела покривка врз дрвјата од снег. И кога паѓа снегот? Зима. Браво, уште едно годишно време. Значи со оваа игра ги повторивме 4 годишни времиња: пролет, лето, есен, зима. Да видиме сега. Дали знаете кое годишно време е сега? Пролет. Браво, тие што одговорија пролет е точен одговор. Зошто? Бидејќи гледавме како цветаат дрвјата, гледаме како зеленеат ливадите и имаме шарени цвеќиња по нив. Да видиме пролет, значи годишно време пролет. И сега, на што ве асоцира зборот пролет? На што прво се сетите кога ќе го слушнете зборот пролет? Значи на цвеќиња. Во пролет има многу цвеќиња, едно од тие и кокичето, потоа топло време или сонце, зеленило, односно зелени ливади, зелени шуми. Има многу зборчиња кои асоцираат на зборот пролет. Некои ги дадовме тука, но некои не. Да видиме дали некој се сети на зборот градина. Зошто градина ме асоцира на пролет? Па во пролет почињаат активностите во градина. Почињаме да садиме цвеќиња, садиме дрвца, садиме овошки и зеленчук. Им помагате на вашите родители кога работат во градина? Браво! Да видиме сега што направило едно ваше другарче. Јас ќе го прочитам денешниот текст, а вие внимателно ќе ме слушате. Верче и јаготките. Сонцето почна посилно да грее. Мама излезе во дворот и рече на Верче: ајде, Верче, помогни ми да ги насадам јагодите.
Добро, мамо, одговори Верче, но никако не можам да ја пронајдам лопатката. Мама сама ги насади јаготките. Разелени тој дел од дворот. Листенца од јаготки му се смејат на сонцето. Ги гледа мама и вели на Верче: Ајде, Верче, навади ги јагодите. Веднаш, мамо, одговори Верче, но никако не може да ја пронајде кантичката. Почнаа црвени окца да ѕиркаат од под листенцата. Ги гледа мама, па и вели на Верче: Ајде, Верче, да береме јаготки. Добро, мамо, рече Верче и веднаш ја најде кошничката. Тоа е се од денешниот текст. Да продолжиме понатаму. Најпрвин, да ги земете вашите тетрадки и приборот за пишување. Препиши ги наредните прашања. Прашање број 1. Кои се ликови во текстот? Прашање број 2. Во кое годишно време се берат јагодите? Прашање број 3. Зошто Верче не садела јагоди? Прашање број 4. Зошто Верче не ги навадила јагодите? И последно прашање или прашање број 5. Што се случи на крајот во текстот? Тука може да го стопирате видеото, за да ги препишете прашањата. Откако ќе завршите со препишувањето, може да го повторно пуштите видеото, да продолжиме понатаму. Пред да заврши денешниот час, да видиме која ќе биде вашата домашна задача. Најпрвин ќе треба да го најдете учебникот. Зошто? Бидејќи треба да го отворите учебникот на страна 162. На оваа страна се наоѓа денешниот текст, Верче и јаготките. Потоа, прочитај го текстот неколку пати, за да ја разберете содржината во него. Па одговори на претходните прашања во тетрадка. Да одговорите на претходните 5 прашања што ги препишавте. И за крај, препиши го текстот со убави ракописни букви кои беа изучени оваа полугодие. Со тоа ќе извежбате убаво да пишувате. Тоа беше се од денешниот час. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме некој нареден час. Пријатно.